Како е Шинтер? Добро, Што се решава? ништо посебно. Спотчево ново? Споче има новости колку сакаш. Како си задоволен од спотот? Па сега за сега, окей, може и подобро. Ќе видиме, рано е да збориме. Значи, работиш, од кога почнуваш, како, кај е твојот почеток, колку песни и така натаму? Почетокот, па што знам, негде 2005-та, 2006-та може би, со демо снимки. Снимав кај другарче, од мало. Таму почнавме со демо снимки, некои после тоа година, 2-3 подоцна своје студио, сам што работам и тоа е тоа. Колку песни имаш снимено сега што говориме без демо, вако, официјално траки? Па што знам, брат, не сум ги избрал, негде мислам дека 7 или 8 се официјално што се излезени, други демо што не се објавени, не знам колку ги има, доста. Каде Шинтер, каде тој надимак, каде тоа MC? Брат, тоа се деси у основно, значи, 7 оделение негде, ги слушав фан голем на Сав, ги слушав Сав постојано. И се случи да ја слушам стиховна гимнастика доста. И знаеш кога ти влезе подсвесно некоја песна у глава онака, имаш еден дел, сега мислам дека дали Пики Сипи или Смилен беше, кај што вика: иако не сум Шинтер, трчам по кучки црните, рими на главата ти брат звучки. И ми влезе подсвесно песната и стихот у глава и така да цел ден од први до 7 час буквално ја рецитирав песната. И на секој час, значи Шинтер и другарите више им досади ме, разбираш, вика дај бе доста, вика прекини Шинтер, ти текнува. Значи нема врска со кучи? Нема врска, брат, со кучиње и почна да се смеа тука, ти текнува Шинтер и така ме завикаме, разбираш. Остана малски онака. Со првиот спот социјала начнуваш дека социјалните теми се тие кои те преокупира. За друго што те инспирира друго? За што друго пишеш? Брат, друго пишувам за животот, брат, реални работи што ми се дешаваат, што сум поминал, што сум видел. Социјала е чиста инспирација на тоа моето работно искуство, брат. Од 18-19 годишна возраст, кога веќе почнав да работам, сам да го заработам што се вика левот. Од кога ги видов некои ситуации, работи, вистински случаи, тоа е темата, тоа е инспирацијата, брат, што да ти кажам. Обично се стремам да пишувам некои реални теми, некои настани што ми се случиле веќе. Некад пишувам и некои, брат, што знам, некои текстови со фиктивни ликови, брат, некои приказни, али пред се држам до на реалното, разбираш, вистинско. Кој е одговорен за музиката, а кој за видеото? Брат, различно, соработам со различни продуценти. За ова последново видео, за последнава песна, музиката работеше Горијан Јовановски, Скипи. И така да на секоја песна стојувам да работам со различни продуценти, различна енергија, различен стил, да успеам да се пронедам во нешто што мислам дека добро ќе одговара, ќе стоиме, разбираш? А се намирисува ли албум од Шинтер? Па брат, Имаш ли таков план? имам план таков одамна, али здравје, мислам, чекор по чекор. Ќе видиме. Значи 2 сингла до сега, кој ги правеше видеата? Видеата ги правеше Бобо, ББС Factory, Бојан Стефановски. Прилично сум задоволен на тоа како излегува, како искочија и како ги прифатија луѓето. Мислам дека е окей. Околу настапи такви ствари, каде си настапувал? Настапи, брат, немам се уште, пошто немав ни доста материјал спремено. Значи ти треба материјал за настап сепак. Али у план сум да присоверам некој материјал, па ќе видиме здравје, да видиме што е, како е, дали има заинтересираност. Дали би сакале од Бла ТВ покана ти упатува на македонски алтернативни награди да испееш на таа песна? Како не? На 30 мај. Со задоволство ви прифатам. Готово дил. Ќе се договориме околу детали. Готово, нема проблем. Кажи ми за Ла Фамилија Рекордс, кога е создадена,
За што е создадена, зашто е така крстена и кои се незините планови? Брат, Ла Фамилија излезе негде 2011-2012 по моја иницијатива. Првиот план беше, пошто соработувам, ја и брат ми сме у, како ти кажем, ку тандем. Он работи со диџејство, битмейкер, продуцент од време на време, претежно со диџејство. Јас сум кон емсинг, кон рецитирање, кон пишување текстови, поише по тоа склон, така да ја создадов таа идеја Ла Фамилија, бидејќи преценили браќа сме, ме разбираш? И така беше идејата некако Ла Фамилија да се создаде. DJ Junior, така? DJ Junior, да. Дали да очекуваме од брат ти некој гостување во твоите траки? Па не. Он не се замара, брат, со емсинг, не се ни залага, не ни пробувал некојаш. Да скречне нешто? Па може, тоа да. Да загреве? Може, малце. Тоа му оди добро, али за емсинг, за рецитирање не. Кажи ми некои други гости или си правил песни со некого до сега, колаборации? Колаборации не може да ми текне. Имало некој, брат, таму некој демо снимки со некои пејачи, певајки или не знам што. Али тоа ми било, брат, некој постар материјал што сум мислел дека не е за онака за јавност и не е тоа. Дека не се тие, брат, песни што треба да искочат од мене, ме разбираш. Која е филозофијата на Шинтер и на Ла Фамилија? Брат, нема посебна филозофија, тоа е, ја правам рап, брат, тоа е продукцијата, за сега планирам да видам како ќе бидат работиве, сакам да направам нешто со скит, нешто да сработиме, некои битчиња ово на некои тракици, па ќе видиме здравје. Значи све си е лава, ово све си е времето да се покаже. Баш така, без напињење, без некои планови однапред, оставам све на времето. Вие мисли свати ги, не барај точки ни запреки во моите текстови. Учи лекции од моите животни тестови, зашто ден за ден и година по година никој не знае ни се што поминав.